Добро вечер и добро дојдовте во дебатната емисија Отворено, дебатна програма која ја поттикнува граѓанската дебата. Под притисок на политичката криза и долгата неизвестност, многу прашања од огромна важност за квалитетот на животот во оваа држава добија призвук на второстепени, а требаше да се решаваат итно. Вечерва зборуваме за најважното прашање кое не засега подеднакво сите, и младите, и старите, и политичарите, и сите граѓани на оваа држава. А тоа е квалитетот на воздухот во Република Македонија. Според податоците на Светската банка, Македонија е најзагадената држава во Европа од аспект на најзагаден воздух и на 5-то место според бројот на смртните случаи предизвикани од влијанието на PM10 частичките. Тоа е ситуација која мора да се промени. Вечерва зборуваме за воздухот. Македонскиот воздух најзагаден во Европа. Емисија Отворено, граѓанските екоактивисти на тема како воздух дишеме. Нечистиот воздух, вели статистиката, годишно Македонија чини 253 милиони евра и е причина за 1350 смртни случаи. Имаат ли граѓанските протести влијание врз јавните еколошки политики и што и колку преземаат институциите? Можеби ниту едно друго прашање не активирало толку голем број на граѓани организирани во граѓански здруженија, во движења, кои се борат, собираат информации, нудат решавања, односно нудат предлози за решение на проблемот со загадениот воздух во Република Македонија. Вечерва имаме четворица представници на такви организации кои со сите сили се обидуваат да направат промена. Оваа емисија се надевам дека министерот за животна средина ќе ја следи внимателно, ќе слушне што имаат тие да кажат, бидејќи одби нашата покана за учество во емисијата, но не само тој, туку и сите политичари кои на следните парламентарни избори ќе се појават пред граѓаните на Република Македонија и ќе побараат доверба да ја водат државата во наредните 4 години. Значи, вечерва со нас се Ненад Коцич од Вила Зора од Велес. Добро вечер. Добро вечер. Аријанит Џафери, Еко Герила Тетово. Добро вечер и до вас. Ана Чолович, Еко Свест Скопје. И господинот Душко Груевски, за нас се работи од Битола. Добро вечер, благодарам. Благодарам што дојдовте. Ќе се обидеме да дадеме една целосна слика за тоа како изгледа нашата ситуација, иако граѓаните тоа го чувствуваат секојдневно. Ненад, вие доаѓате од Велес, од градот кој долги години важеше за најзагаден во државата. Вие сакате да кажете историско загадување. Да. Тоа беа децении кои што велешани мораше да ги издржат и навистина платија висока цена. Велешани се тие кои не дозволија да се изгради нова топилница која пред неколку години стана збор и за такво нешто. Дали денеска полесно се дише во Велес? Па, добро вечер уште еднаш, благодарам за поканата, поздрав до вас и до гледачите на оваа емисија. Самото тоа што сега доаѓаме од најчистиот град, значи од според сите други гости, зборува дека состојбата во Велес нешто се променила. Значи Велес беше долги години број 1 по загаденост не само во Македонија, него и во некогашна Југославија, па и на Балканот, по некои параметри. Тогаш, кога беше најакутното загадување од страна на топилницата, немавме вакви мерни станици, немавме можност постојано да ги следиме. Кој знае што ќе покажат? Да, најверојатно ќе беа цело време во црвено, барем за овие PM честички. Имавме инсталирано некои мерни станици во однос на мерењето на сулфур диоксид, чад, јаглероден диоксид и меѓутоа и тие беа некако подзаскриени за да не може редовно да се следат, а најрелевантен мониторинг правеше Центарот за почесто производство и како ли да се викаше на самата фабрика, која што секогаш тврдеше дека нема никакво загадување. Нормално тоа беше сето фарса. Велес 30 години живееше во една ужасна состојба. Често знам да кажам дека велешани беа осудени без судење. Целото загадување кој што идеше од топилницата се сливаше во самиот град. Дополнителни фактори се оние кои што и денеска постојат, кои што и нормално се јавуваат, загадувањето од другата индустрија, нели домаќинствата, сообраќајот. Меѓутоа имаше навистина периоди во годината кога едноставно не можеше во Велес да се дише и кога не ни беа потребни никакви мерни станици, едноставно клиничката состојба кај луѓето, односно пред кај децата кои што реагираа со акутно гушење,
ми беше јасно дека... Зашто се борите сега, кои се сега проблемите, бидејќи според податоците од сајтот на Министерството за животна средина, приличен број денови во годината таму повторно е надмината дозволената граница на присуство на PM10, например, частичките во воздухот. Што е тоа што остана да го загадува Велес? Актуелно во Велес е борбата против историското загадување на почвата. Значи, огромни количини на тешки метали се наоѓаат во почвата и сето тоа дава негативни последици како врз здравјето на луѓето, така и врз земјоделските производи кои што се произведуваат во Велес и во околината. Исто така е актуелна борбата против историското загадување од згурата која што е депонирана од страна на топилницата во текот на незиното работење, значи како илегален отпад и која што со секој добнување на ветрот носи повторно загадување во градот. И како и во другите градови, загадувањето од помалите индустријски капацитети кои што врз основа на моите информации доста вложува во последните месеци во однос на подобрување на состојбата. Нормално, домакинствата, сообраќајот и метеоролошките услови кои што допринесуваат да се тоа се случува што го имаме како реалност. Меѓутоа, навистина, во последно време морам да истакнам дека огромен број на домаќинства се осудуваат да користат нелогични средства за задоплување на домаќинствата, како што се пластични шишиња, не знам, патос, пластика, дали резултат на економската состојба или недоволно развиената свест, не знам, меѓутоа едноставно навечер мириса на запалена пластика и се гледа и се знае дека во таа околина се горат ненормални средства за загревање на домовите. Ке зборуваме за тоа како ќе се решава тој проблем не само на Велес, туку на повеќето градови во државата. Душко Груевски, вие сте свештеник од Новаци. Новаци е едно од најзагадените места во Битолскиот регион, но на почетокот на емисијата за сите оние кои се грижат зошто свештено лице се вмешува во граѓански активизам, можете ли да му објасните? Најнапред благодарам уште еднаш за поканата и за можноста да се каже секој од своето место, од својот агол за она што смета и како смета дека состојбата е ваква каква што и што може да се стори. А кога станува збор за екзистенционални проблеми во животот на еден човек, мислам дека сите подоцнежни професии, мисии и било какви епитети паѓаат во вода, односно се тргаат настрана. Проблемот со заштита на животот на средина, особено со воздухот, е проблем кој првен ги тангира луѓето или целиот жив свет. И јас како човек, без разлика тоа дали сум свештеник или сум било што по професија, сето тоа мора да го оставам настрана и да се борам за чистиот воздух, бидејќи тоа е екзистенција, тоа е екзистенцијална потреба. Но имате ли реакции? Секако дека имам реакции, бидејќи веројатно некому не одговара она што сум го кренал гласот заедно со моите, да речем, сограѓани. Веројатно смета дека на тој начин, вршејќи притисок над моето активирање или моето делување, ќе допринесе да го замолчи гласот на граѓанинот, но јас доаѓам од еден град во кој имате ваква слика. Вашиот градоначалник вели дека проблемот со загадувањето е исклучиво заради Божите сили, не можат ништо против Божите сили. Имате во тој град председател на комисија на општината, значи за животна средина, кој вели дека ние ништо не можеме против таквите дејствија. И имате еден човек кој работи во одделението за заштита на животна средина, кој вели во една од трибините на една од трибините вели ќе умреме и ќе испоцркаме ако не преземеме ништо. И кога вие оние кои се задолжени да се грижат за вас и за вашиот воздух ги слушате дека такви изјави даваат, не ви останува ништо да станете. Како свештено лице секојдневно ги гледате судбините на луѓето? Па видите, јас често пати кога ќе ме викнат некаде да разговараме на оваа тема, секој е некаде експерт, например Ана и другиве се некои експерти во оваа област. Јас сум експерт исто така во оваа област, но од една друга страна. Јас сум оној кој ги испраќа оние кои не успеале да се справат или да се изборат за чистиот воздух, и мене ми е доста од такви испраќања. Мислам, нема ефект повеќе да ги испратам луѓето затоа што некој не води грижа за животната средина. И чудно ми е, само уште сакам да кажам, чудно ми е што на денешно време во 21 век ние треба да создаваме регулативи дека на човекот чистиот воздух му е потреба и неопходна. Мислам, тоа е навистина за мене некаква фарса. Не треба да разговараме дали тоа му е него
потребно, Да, уставно да. право. Мислам, тоа е екзистенционална потреба за нешто за кое А факт е не треба дека ова само- прашање се смета за така нешто што само од себе ќе се реши веројатно. Така. Аријанит, како се случи Тетово да биде еден од најзагадените, можеби најзагадениот град во држава? Колку долго трае оваа ситуација? Да, Тетово не е само најзагадениот град во државата, често пати сме се качиле на врвот на светот, значи ние сме најзагадени од Делхи или од Пекин у Кина, значи. Тетово има еден голем загадувач кој работи од 31 декември наваму. Тоа е фабриката Југохром, но има и други проблеми. Како што спомна и господин Коцич порано, значи има и со грејењето на дрвата и значи овие колите, возниот парк е многу голем, нема јавен превоз, има многу проблеми во Тетово. Сега првиот чекор е преземен од страна на владата им порачаше и металуршкиот комбинат Југохром се затвори за 2 месеца. И тие, значи, тоа веќе нивното неработење се покажува дека имаме малку почист воздух отколку што беше порано, но сепак не е доволно. Значи, Првиот печаток е дека нема некое сериозно влијание работењето на Југохром, бидејќи слушнавме за вредности од 16 пати повисоки вредности на PM10 честички во воздухот во текот на овој месец кога Југохром беше затворен во споредба со претходно. Меѓутоа за Југохром ќе зборуваме малку подетално, ќе ми ги кажете вашите информации за тоа, бидејќи тоа е навистина од голем интерес, дали значи затварањето на ваквите капацитети во која мерка придонесува на пречистувањето на воздухот. Ана, вие во Екосвест детално ги следите законите, предлагате решенија, нудите мерки и барате реакција, добивате ли некаква реакција? Па неколку години поред, за жал, реакцијата која очекуваме не излегува на виделина. Веќе неколку 2 или 3 месечини години поред успеаме да се сретнеме токму во овие најзагадени денови со министерот за животна средина. И ми се чини дека истите приказни ги слушаме секој пат, дека во тек е изработка на студија за загадување по агломерација, значи потеклото на загадувањето да се утврди. Секогаш дискутираме за мерките. Мерките се на некој начин прифатени од страна на министерството, но потоа некаде таа трага се губи и она што бевме сведоци сега токму во декември, кога граѓанските организации и граѓаните излегоа со своји конкретни барања за итни мерки кои треба да се превземат, министерот направи една листа на мерки кои ги предложи понатаму до владата, но владата сепак излезе главно со препораки, кои многу тешко реално може и да се применат од една страна, од друга страна ми се чини дека е многу дискутабилно нивниот ефект врз квалитетот на воздух. Ние она што го баравме беше доста по, да кажам, можеби зборот радикално не е конкретно добар, но е многу по-алармантни начини на делување во однос на она што нудеа институциите, као например затварање на централното градско подрачје за сообраќај. И сега на тој коментар добивате контрааргумент. Ние направивме испитувања кои велат дека ако го прекинеме сообраќајот нема да има ефект. Ама може ли да ги видиме резултатите од испитувањата? Не може. Значи, тука имате пинг-понг кој може до вечноста да се тера. Или пак прекинувањето на транспортот во градот за приватни, значи за индивидуални возила не е популарна мерка. А дали е популарна мерка загадениот воздух? Не знам. Значи, тука ми се чини дека и покрај тоа што институциите често пати, значи министерот за животна среда секогаш бил отворен и секогаш барал од наша страна, да кажам, мислење и препораки, но после тоа мислам дека неговата улога некако престанува да функционира кога сето тоа ќе влезе во влада. Зошто тоа се случува и како оди таа процедура, како вие комуницирате со институциите, каде запираат работите, ќе зборуваме нешто подоцна, кога веќе зборуваме за законите, има една нелогична ситуација која јас се забележав анализирајќи го законот за амбиентален воздух, во кој што пишува дека мора да се стори се да се дојде до намалување на емисиите на овие штетни материи, особено за PM10 честичките, до ниво кое што е дозволено, а тоа е на годишно ниво
50 микрограми на метар кубен, ако не се лажам. Потоа во законот се повикуваат на посебен правилник или како и да е тоа, подзаконски акт наречено, каде што се вели дека тоа треба да се постигне до 2012 година. Значи сега е 2016 година, имаме податоци кои што покажуваат дека тоа воопшто не е постигнато, туку е далеку од таквата ситуација. Например, на сајтот на Министерството за животна средина во податоците за целата 2015 година стои дека во Скопје 141 ден во текот на годината имало денови со загадување над дозволеното ниво. Веле 130 дена, Тетово неверојатни 350 дена во годината. Информација за Битола 141 ден. Значи тука се работи за навистина големи вредности, не знам, до 320 микрограми одредени денови во декември во Битола, на пример, и сега да не ги читам сите податоци. Значи, каква е оваа ситуација да имаме на хартија решенија, да имаме навистина залагања, бидејќи Министерството вели граничните вредности се најстрогите правила во законодавството на ЕУ за нивоата на загадување на воздухот и властите се должни да дефинираат мерки за да дојдеме до тие дозволени граници. Значи имаме на хартија нешто што треба да се спроведе, а еве години поминуваат тоа не се спроведе. Бизам само за право да зборувам во оваа насока само од еден аспект. Битола, Ана сигурен сум дека знае, Битола е единствен град, значи единствена општина која со помош на Европската унија има изготвено пилот програма за подобрување на квалитет на воздухот, тоа е оваа програма. Во таа програма и изготвувањето учествувале експерти од нашето Министерство за животна средина, учествувале експерти и од градот Битола, значи од самата општина. Оваа програма е направена врз анализа 5 годишна, значи претходно 5 годишна анализа за состојбата во општина Битола односно на во тој регион. И во оваа програма буквално е се наведено кој загадува, колку загадува, зошто загадува и на крајот донесени се заклучоци и мерки, итни, краткорочни, среднорочни и долгорочни, 21 мерки, со кои се тврди и се гарантира дека доколку мерките се применат, состојбата со квалитетот на амбиенталниот воздух не само што ќе се подобри, туку ќе се донесе во границите на нормалата. Што значи тоа? Министерството за животна средина, од кога ја изготвила оваа програма, 5 годишно следење на состојбата, ја испратила оваа програма со допис, кој го имам тука, до општина Битола во 2013 година. Во 2013 година, по барање на Министерство, Советот на општина Битола ја изгласала оваа програма за реализација и ја дал до таткото на градот, оној кој треба да ја имплементира или да ги имплементира мерките. Нашето појавување како Здружение на граѓани беше исклучиво од таа појдовна точка. Значи, до стигнување до општина, до Советот на општина Битола, оваа програма е прекрасна, совршена, направена во сите основи, регулативи, се е тука запазено. Да, за една година подоцна вие сите да излезете на сериозен масовен протест. Значи, проблемот она што вие говорите, се е во нашава држава онака како што треба на хартија. Дури општина Битола е единствена која има оваа програма. Јас сакав на крајот тоа да го кажам, но сега ќе си земам за право да го кажам. Мојата и нашата констатација на Здружението за нас се работи е дека што се однесува до општина Битола, се нема политичка волја за имплементирање на она што некој експерт го кажал дека треба да се имплементира. Се друго паѓа во вода. Сите наши предлози, какви мерки треба да се преземат и така натаму, што се однесува до општина Битола, паѓаат во вода, бидејќи некој многу поумен од нас кој работел на оваа проблематика, го ставил тоа негово 5-годишно работење во една ваква програма, им го дал како готов производ на советниците да го изгласат, го дале до градоначалникот да го имплементира и тука застанало се. Да. Во поголемиот дел од општините, еве знаеме и за градот Скопје, ваков акционен план, да кажеме, кој треба да се изработи според законот, не постои. Значи, или ако постои, никој не го видел, зашто во принцип би требало да е документ кој ќе биде донесен во консултации со јавноста, ако ништо друго, или барем резултатите од испитувањата би можеле да ги видиме. Она што ние долго време веќе го чекаме, значи втора година поред е истражувањето кое Министерство за животна средина го има започнато за изворите на загадување за Тетово и за Скопје. Тоа треба да биде готово во април. Така, последната информација е дека треба да биде готово во април, ако јас мислам дека веќе прелиминарни податоци сигурно веќе има. За жал, нели, не се достапни за јавноста. Значи, токму е тоа што недостасува. Од една страна, на хартија имате еден куп, значи, законот кој е транспониран од Европската унија, значи, со 20 или 19 подзаконски акти, и од друга страна имате комплетна неимплементација на терен. Сепак,
Има некои колеги кои ги имаме кои се доста активни на поле на истерување на правда, па тие сметаат дека е доволно доколку ако ништо друго барем постојат акционите планови за да можеме барем понатаму да бараме нивно имплементирање. Значи врз основа на што ние би побарале мерките да се превземат. Во секој случај според мене не е само нешто што би можело да го превземе општината, бидејќи според мене ситуацијата со загадувањето не само во Скопје, во сите градови во Македонија е прашање на национална политика. Значи не станува збор само за тоа дали локално ние Скопје урбано не сме го средиле добро или сме го исекле зеленилото, тоа да придонесува, но мислам дека е резултат на долгорочно запоставување на прашањето од аспект на животна средина и маргинализирање на истите за тоа што сме како власта сметала дека економијата е приоритетна. Значи, економијата, ако зборуваме од аспект на тоа колкав е трошокот од оваа ситуација и колкав е трошокот ако таа се поправи, ќе ги споредиме потоа тие бројки, излегува дека не се штеди многу со непреземање на мерки. Да. Кај вас каква е ситуацијата од овој аспект? Папиролошки стоиме подобро од Скандинавија, значи. Теренски сме помеѓу Непал и Гана. Тука сме. Значи, Тетово е еден од трите најзагадени градови во светот. Мислам дека тука сме Катманду и Акра се ублизена со Тетово. Истото значи ни се случува и настаму. Ќе има студии, ќе биде овој месец, друг месец и тука се изгуби сето тоа у некоја магла, у некоја се загадува негде, не знам, се измешува. Ние сме барале од страна и од министерството и од значи надлежните таму да се почитува законот и уставот на Република Македонија и да се воведе ред по ова прашање. Значи не може да се дозволуваат било кои фабрики да произведуваат или да направат профит да го оштетуваат значи здравјето на граѓаните. Тоа веќе не може да се замислува на 21 век. Ни во Африка не верувам дека се дозволува такви значи производствени капацитети или металуршки капацитети да работат без било какви еколошки филтри. Сепак, уште еднаш папиролошки стоиме супер. Значи, сите закони ни се убави и секогаш кога сме зборувале и со министерот или со другите надлежни, тие тоа го кажуваат, дека законите се изгласани, само ќе треба да чекаме додека се применуваат. Иако поминале роковите кои што се во самите тие закони предвидени за решавање. Неколку пати тие рокови поминувале, неколку пати им се дава рокови на загадувачите, значи им се дават нови рокови, други рокови. Никој не им дава рокови интегрираните еколошки дозволи кои што се одложија до 2018 година. А никој не им дава документарец БТ Токсик Битолскиот има представник од Министерството за животна средина кој вели дека тоа е поради тоа што тоа многу пари чини. Ние имаме доказ ако што се однесува до тоа колку пари чини, го имаме и тој документ и тука, но од практични причини не сакам да го покажувам дека самото барање за добивање на интегрирана дозвола од службите во ЕЛЕМ, односно во РЕК Битола, е наведено како етапно и колку ќе чини имплементирањето на ова барање. Значи, колку ќе ги чини ЕЛЕМ ова да го имплементират и внатре стои тоа, го имаме во документите, дека тој процес 7 годишен, од 2007 до 2014, чини точно 3.192.000 евра. И кога ние на една трибина со еден представник од Министерството за животна средина прашавме дали е ова сумата која вас ви недостига во буџетот за да го имплементирате она што се бара, ако е тоа така, тогаш наш совет е да не правите барокна фасада, например, на административната зграда на ЕЛЕМ, да ги пренамените средствата таму, за да може, ако не повеќе барем, да го имплементирате она што од вас се бара, барем во одделот на заштита на животна средина. Кога сме тука, општина Битола во својата програма предвидува 15.947.000 денари, имам тука пред мене таа, за 2015 година, средства кои треба да ги вложи во заштитата на животната средина. И тие средства ги добива од ЕЛЕМ, од РЕК Битола, значи ги добива, не ги добива директно на сметка туку преку влада на Република Македонија, но никаде не пишува и не стои каде тие средства општина Битола ги наменува во заштита на животна средина. Веројатно тие средства се наменуваат во некое друго поле кое е малку популистичко и малку повеќе боде очи и купува гласови кај луѓето. Веројатно ќе асфалтираат некоја уличка за сметка за заштита на животната средина и тука се паѓа во вода. Но тоа е последно прашање околу кое би требало да се прават вакви работи, бидејќи навистина ги повеќе
сите. Ако ми се дозволува, би сакал јас да додавам нешто околу тоа што кошта, колку кошта. Значи не е проблем на граѓаните да пресметуваат колку кошта ставање на филтри на една фабрика или на Рекбитола или на Југором или на било која. Значи тоа е надлежност и одговорност на државата. Значи тие ево на пример за случајот Југором, исто тој екосистемот за отпрашување чини колку панорамското тркало од проектот Скопје 2014. Значи наместо да се инвестира тие пари во нешто продуктивно, како што е фабриката и да работи таа фабрика, ние никогаш не сме барали да се затвора фабриката, него да ги стават филтрите, макар и барокни, така рековме, макар и барокни ставите ги, барем ако толку сте заљубени у барок. Значи, да, и само нека луѓето нека работат, ама нека биде чисто, а не вака, значи да загадува. Не е дека немаат пари, него верувам дека тоа што господинот Душко Груевски го кажува е ги инвестира таму каде што им донесуваат повеќе гласови. Значи ова не име по некој приоритет, не име до здравјето на граѓаните. Нив им станало до нивниот личен профит и до профитот на некои нивни блиски, како што ги слушаме во некои од бомбите спомнати. Аријанит, да не го одложувам повеќе прашањето за Југохром, значи аргументите на оние кои не сака Југохром да се затвори, бидејќи и на вистина се таму вработени многу луѓе од вашиот регион, се дека се докажа дека еве еден месец помина од затварањето, не прави тоа голема разлика во загаденоста на воздухот. Напротив, во јануари имавме денови кога загадувањето беше поголемо отколку во декември, додека Југохром работеше. Од вас дознав дека ќе има неделава и протест на работници од Југохром, значи ќе се направи обид да се даде гласност на овие аргументи. Кои се вашите податоци? Како прво, не е вистина дека проблемот, значи загадувањето е поголемо од како што беше у декември. У декември ние стигнавме до 1000 микрограми по метар кубен. Значи тоа е 20 пати над дозволеното. И мислам дека таа машината е така калибрирана да не мери повеќе од 1000, пошто нема никаква логика да биде 20 пати над дозволеното. Тука стигнавме ние у декември и неколку пати поред, значи не само еднаш. Ова се случи повеќе пати. Свесни сме дека загадувањето е се уште висока, но разликата е значителна пред и после затворањето на Југором. Еве ексклузивно за вашата емисија тука ги имаме, ние планиравме и утре на пресконференција да ги даваме бројките, но ќе ги кажуваме тука. Значи, како беше со и без Југором, ако може камерата да ги фаќа, значи во јануари 2015 година сме имале 352 микрограма во просек, значи за цел јануари 2015 година. И ова година, јануари 2016, значи до вчера, имаше 212, што е... Врз основа на кои податоци се направени? Податоците изборот, тука пишува Министерство за животна средина и просторно планирање. Значи, тоа е нивниот извештај што не известува секој ден колку е нивото на загадувањето. Значи, у Тетово има близку 40% помалку загадување од јануари минатата година. Дека тоа се должи на затварањето на фабриката? Па, верувам дека тоа е тоа, поради тоа што во националната програма на Министерството за животна средина стои дека во 2009 година, кога не работеше Југором, имаше помалку, значи, овие частички беа за 40%, 45% помалку од кога работеше Југором. Значи, и за споредба, ние сме земале уште Скопје, центар. Значи, у јануари 2015 имаше во просек 153 микрограми во метар кубен, годинава 140, значи што е за 8% помалку имаше Скопје. Значи, ако се споредуваат двата града, значи разликата е значителна и се гледа. И Скопје го доведувате во врска со Југохром, сметајќи на тоа... Не, у Скопје ништо не се затворило. Значи, у центар се како што беше во минатата година, исто е и во ова година. А уште повеќе треба да знаеме дека у Скопје силата на ветерот е многу појака отколку Тетово. Значи, разликата е значителна, не може тоа да се негира. Иако знаеме и свесни сме дека некои медиуми, некои кругови таму во Тетово, блиски со профитерите, сакаат тоа да го релативизират, ама тоа е, бројките се тука. Значи, и истите утре ќе ги објавиме уште повеќе на пресконференција во Скопје, у МКЦ. Povedете. Да,
ние како заинтересирани страни за што се случува со состојбата на воздухот, без разлика дали е Тетово, Велес, Скопје, Битола, ние како екологисти и мене пред се како лекар ме интересира здравјето на луѓето. Лично ги следев параметрите, немам ја статистичка анализа, меѓутоа значи ако до декември беше Тетово неколку пати над загадувањето што се увеше во Скопје центар, нели ги има Лисиче, Гази, Баба, и Битола, па и Велес. Последниот месец, барем јас имам таков впечаток, се изедначи со загадувањето во Скопје. Што значи, нели сепак треба да ги имаме увид и метеоролошките услови што ги има во овој месец, во јануар. Ова што го прикажува Аријант навистина е прекрасно ако имаме резултати од 40% намалување и не треба да заборавиме дека никој, мислам дека и колегијето дека ги рила, нема против работењето на ниту една фабрика во Македонија. Единствено што бараме е да ги запазуваат еколошките стандарди и незагадувањето на животната средина во текот на нивната работа. Никој нема против они да работат, да функционираат и да стваруваат приход. Во однос на економијата, или како држава не сваќаме или не сакаме да сватиме дека токму економскиот проблем е оној што е помеѓу побитните, односно економскиот момент. Ние цело време зборуваме дека имаме уставно загарантирано право за здрава животна средина, кое што не го добиваме. Цело време зборуваме дека човечкиот живот е безценет. Меѓутоа тоа некако се сваќа многу лошо. Меѓутоа Светската здравствена организација направила мерења, значи во цела Европа, во цела Европа има огромни проблеми, огромни загуби во пари, она што нели нашите економисти најмногу ги интересира, и направена математика, односно пресметки за Македонија. Во 2015 година Македонија изгубила 4,7 милијарди евра од загадувањето на воздухот или 19,9% од бруто домашниот производ или она GDP. Тоа се трошоци за лекување. Тоа се трошоци за сите лекување, сите последователни последици кои што идат со загадувањето. Значи, ако еден пациент, човек се разболи, имаме зголемено трошење на лекови, имаме намален број на денови кои што оди на работа, имаме зголемено отсуство од работа, значи намалена продуктивност и загуба за фирмата која што работи. Мислам дека многу ќе помогне во подигањето на свеста околу ова прашање, бидејќи кога зборуваме за загаден воздух, луѓето навистина се заинтересирани и следат секаде каде што тоа во последните години им е достапно, но кога ќе се сменат временските прилики, кога ќе се смени ситуацијата, како да се подзаборава тоа прашање. Мислам дека од големо значење ќе биде да покажеме која е навистина влијанието на PM10 частичките на здравјето на луѓето, а тоа е многу убаво објаснето во вашиот документарец БТ Токси кој го објавивте пред неколку дена. Тоа е документарец изработен од Здруженијето За нас се работи од Битола, па доколку може да го погледнеме тој дел. Што всушност представуваат PM частичките? PM частичките се суспендирани частички со големина од 10 микрометри кои минуваат низ селективен филтер со 50% ефикасност на непропустливост. Според податоците на Светската здравствена организација, овие частички продираат до алвеолите на белите дробови и може да се наталожат во нив. PM частичките со големина од 2,5 микрометри минуваат низ селективен филтер со 50% ефикасност на непропустливост. Според податоците на Светската здравствена организација, овие частички може да продрат директно до крвта и да го нарушат незиниот физичко-хемиски баланс. Частичките имаат два аспекта. Едното е механички аспект, таа е големината, кој што го иритира белиот дроб и дава бронхит и емфиземи, и има хемиски аспект, што е во полмежот, што велите вие. Ако се работи за класично загадување од јаглен, каде што доминира јаглен, а не металургијата, тогаш е јагленски полнежот и тоа е канцероген потенцијал. Меѓутоа, ако во таа околина имате, например, фени, кој што ќе даде железо, ако имате југохром, кој што ќе даде хром, ако имате макстил, кој што исто така ќе има некоја никел, железо и тие, значи тешки метали, тие тешки метали во тој полнеж ќе имаат своја дополнителна улога, ќе влезат во крвниот систем и зависно кој тежок метал е, тие си имаат некои своји афинитетни органи. Многу млади луѓе стануваат се поалергични и поалергични, не на класичните алергени од типот на полен, трева, прашина,
туку на чат. Дали дојде од големото присуство на чат во нивниот живот како пушачи, со лошите навики што ги имат, дали иде од само аерозагадувањето, јас не можам да тврдам. Меѓутоа, бројот на алергиски и респираторни хронични заболувања се зголемува. Сакавте да прокоментирате? Сакав да прокоментирам околу информацијата која ја видовме тука во дел од документарисот кој го промовиравме пред неколку дена. Само да спомнам дека лекарот кој што зборуваше доктор Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје бидеше не беше подпишан. Сакав да кажам само ова што сега го зборуваме ние и понатаму ќе го зборуваме таму каде што некој од нас ќе го побара да го кажеме. Но мислам дека затоа ние нашиот дел на нашиот, да не речам животен туку, смислата на нашето постоење како здружение за нас се работи, дадовме една димензија, информирај се, едуцирај се и активирај се. Филмот беше затварање на тие први два процеси, информација и едукација, и рековме дека до овдека, значи до промовирањето на филмот, ќе се занимаваме со информирање и едуцирање како себе си, така и на граѓаните, што ова значи. Од тука натаму веќе немаме потреба да докажуваме, барем на оние власти во Битола, да речем, каде што делуваме, а и пошироко ако има потреба. Сметаме дека веќе е безпредметно и губење на време да им објаснуваме директно. Не мислам на вакви емисии каде што сме поканети и на драга волја присуствуваме. Мислам дека крајно време е да престанеме да кажуваме колку воздухот чист е потребен. Замислете кога ќе почнеме да се занимаваме со чистата вода и чистата почва околу рек Битола, околу Јагуновци. Добро, не објаснувате повеќе што ќе правите? Сега имаме намера да се активираме, во права смисла на зборот, и веќе се активираме. Значи, факт е дека сите регулативи и сите закони се донесени, сите акти, подзаконски акти сега постојат. треба да се преземат акции. Ние Затоа ќе зборуваме, ќе видиме како граѓанскиот сектор има намера да ќе вршиме активира притисок. Тоа би беше целта, дека од сега само ќе се активираме, да вршиме притисок, да се имплементира. Да се направи промена, само уште еден елемент, не можеме да го занемариме трудот на организацијата на АНА која што го изработи ова истражување под наслов колку чини животот. Од каде што така може да се заклучи дека навистина не е поевтино да се остави ситуацијата вака. Нема многу да се заштеди. Ако ги погледнеме овие страшни податоци во вашето истражување кои што велат дека здравствените влијанија на рек Битола и рек Осломе изначат 17 смртни случаи годишно во Македонија и 20 до 22 милиони евра годишно, број на заболени деца кои што се појавуваат, значи за истражување. Да, колку чини животот е на некој начин продолжение на една и подлабока анализа после една студија која беше изработена од Health and Environment Alliance, значи Алијансата за здравје и животна средина, со седиште во Брисел. Во 2013 година, некаде јануари или на почетокот на годината, тие излегоа со една анализа која ги покриваше сите европски земји, за жал Македонија не. И анализата беше всушност колку нас не кошта јагленот, односно колку го кошта човек, колку ја кошта нашата економија согорувањето на јагленот. Фокусот беше ставен на загадувањето од термоелектрани кои работат на јаглен. Во нашиот случај, бидејќи Македонија не влезе во таа анализа, ние со истиот научник, со истиот, значи, консултант и користејќи го истиот модел кој тие го користеа, кој е всушност на Светската здравствена организација, ги ставивме податоците кои официјално ги добивме од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за двете термоелектрани. И моделот излезе со бројни калкулации. Ние ја вметнавме и опцијата во калкулацијата да имаме вредности кои би ги имале доколку ништо не се промени и вредности кои би ги имале доколку, да речеме, Осломе би била префрлена на газ. Чисто колку за споредба да видиме дали има ефект. Навистина, значи, има ефект. Има и tekako. Онаа споредба која ја правевме на инфографиците подобро се гледа, значи споредбата која ја правевме беше доколку ништо не превземеме и ако ги имплементираме европските закони, поточно директивата за индустријски емисии. Значи моментално таа во Македонија не е
да кажам, во функција од причина што ние се уште се синхронизираме со директивата за големи согорувачи, значи со LCPD директивата. Проблемот е во тоа што сега го трошиме времето да се согласиме со постарата директива и веднаш потоа ќе треба да се согласиме со поновата која веќе функционира во Европа. И ние цело време на институциите тоа им го зборуваме. Зошто го трошиме времето? Дајте да се усогласиме со директивата за индустријски емисии. Ова е, значи, многу јасно покажува сликата колку реално животи ќе се спасат и колку ќе се намали на заболувањето. Ова се само чисто два примери, студијата има многу повеќе од овие примери. Причината зашто таргетиравме термоелектрани, прво затоа што јагленот знаеме дека е голем загадувач, второ затоа што податоците во Македонија велат дека многу голем процент, значи 70% од аерозагадувањето доаѓа од производство на електрична енергија. Во нашиот случај тоа се само рек-битола и осломи. И од тука произлегува таа голема одговорност што нашите власти треба да ја чувствуваат, затоа што од една страна велат рек-битола и осломи произведуваат електрична енергија која е потребна на сите, од друга страна не сакаат да превземат мерки против загадувањето кое тие два капацитети го предизвикуваат. И не е само проблемот со битола, не е само Кичево. Значи, проблемот, бидејќи Македонија е толку мала, оваа бројка овде која кажува дека всушност битола и осломе се всушност, да кажам, виновни, ајде под наводници, за 447 смртни случаи во годината на европско ниво, значи дека преку ветрот ние ги шириме, значи од битола и осломе загадувањето се шири надвор од Македонија. Да, има и проценката, значи тоа во европски граници, што значи јас претпоставам дека од таму и ќе дојде притисокот да престанеме со овие апели кои што никој не ги слуша. Да, значи Македонија е потписник на заедница, енергетската заедница, од таму веќе, значи сакале или не икеле, ние мора да ги премениме европските закони. И сега мислам дека она што Европа почнува да го прави е навистина длабоко да истражи дали, бидејќи до скоро време беше штеклирање на квадратчиња. Добро е, имате на писмено се, но дали реално тоа се имплементира ќе биде допрва прашањето. Добро, одиме сега на прашањата од присутните граѓани во студиото кои се учесници во оваа емисија. Ќе ве замолам за концизни одговори за да одговориме што повеќе од прашањата. Владимир Христовски го поставува првото прашање. Добро вечер на сите. И пред се да ви се заблагодарам што ми дозволивте да поставам моето прашање. Но пред да поставам моето прашање, сакам да ви кажам дека јас доаѓам од некогаш најзагадениот град во Македонија и сум многу загрижен за моменталната состојба на загаденост на некои градови во Македонија, која е навистина загрижувачка и застрашувачка. Вие доаѓате од Велес? Да. Дали откога ќе се намали процентот на загаденост, ќе се пази ли повеќе на тоа да не се загадува и со кои мерки? Затоа, од мој аспект гледано на ова, не би било, мислам, сватливо дека од кога ќе се намали процентот на загаденост, после тоа да не се превземат никакви мерки на незагадување. Тоа е се, фала многу. Ненад? Па добро, сега како што сади вие прашањето ќе одговорам. Доколку се преземат мерки за намалување на загадувањето, би требало да бидат долгорочни мерките. Значи, работа која што... Дали вие алудирате на свесноста на граѓаните нешто, дали ќе направат се што можат за да влијаат на намалувањето на загаденоста во она што е во нивни доми, во домаќинствата или на државата? Значи и на двете, и на државата и кај граѓаните се подигне свеста. Не можеме да ставиме граница до утре ќе има загадување, од утре нема да има. Значи има одредени работи кои што се од есенцијално значење за намалување на загадувањето. Долго време зборуваме за ТНГ плинот, оној течен газ, кој што би требало да се донесе, значи, од некаде, за исток-запад има повеќе солуции, меѓутоа да биде една опциите за загревање и на домовите, и на училиштата, и на јавните институции, меѓутоа и за работа на фабриките. Со тоа ќе се намали потрошувачката на другите енергенси, како што е јаглен, како што е, не знам, нафта, мазут,
кои што представуваат големи загадувачи и драстично ќе се влие со намалување на загадувањето. Доколку во еден момент се случи тоа, верувам дека и голем дел од градовите драстично ќе се намали загадувањето, затоа што и течното нафтено гориво да не стаса во селата, кои што се природно поврзани со шумите, не е страшно, затоа што селата и не се толку големи. И реков, природно се поврзани со шумите, најверојатно ќе продолжат да го одредено време користат да го дрвото за огрев. Меѓутоа, грото, поголемиот број на луѓе живеат во градовите и најголемото загадување е во градовите. Така да, еве само една мерка која што со години ја бараме, за која што со години тврдиме дека едно од решенијата за драстично намалување на загадувањето ќе биде долгорочна мерка, значи не долгорочно ќе влие на подобрувањето на состојбата со загадувањето. Слично ќе би било и со возилата. Сите знаеме дека во Македонија се увезува огромен број на возила кои што не ги задоволуваат нити минимални еколошки стандарди. Доколку ние имаме точно тука, значи државата треба да пресече и едно од барањата и на Вила Зора и на Движи и на екологисти на Македонија беше редовен мониторинг од страна на полицијата за со подвижни станици, оние мерни станици зидовни гасови, со цел да се исклучат од сообраќај оние кои што загадуваат животната средина. Значи знаете вие дека има посебно камиони и автобуси, еве во Скопје, на пример, па и во другите градови, кои што повеќе чурат отколку што одат. Повеќе испуштаат гас отколку што одат. Добро, автобусите барем можеме да кажеме дека се автобусите се по еко 2 стандарди, така да не ги задоволуваат. Дизел е во принцип. Еколошки најновите еколошки стандарди, така да и тие се најновите автобуси кои што ги купуваат автобуси се со еко 2 стандарди. Само Скопје, другите градови немаат таков превоз. Така да може да се надополнувате, значи во поглед на ова кои се мерките со кои што почувајќи од тоа кои се најголемите загадувачи, еве, ако ги земеме индустриските капацитети, моторните возила, градилиштата, неквалитетните горива за затоплување, кои би биле мерките, бидејќи решението на проблемот е во две насоки. Едно е околу големите индустриски капацитети, друго е околу она што може да се направи во секојдневниот живот од страна на секој од граѓаните, меѓутоа не со препораки, барем според мене, не знам дали ќе се согласите, вие сте екологисти, туку со субвенции, со конкретни работа на терен. Така. Само да се дополнам за превозот, завршам. Во Јапонија, знам за еден град сигурно, дека граѓаните го собират отпадното масло. Значи, бабичките со тенџерчињата, иде човекот као комунално предпријатие, го собираат отпадното масло, тоа го преработуваат во биодизел и целиот јавен транспорт во одредени делови на Јапонија се вози на биодизел. Тој е понетоксичен, environment friendly, нели, пријателски настроен спрема животната средина, нема PM10 честички, нема CO, јаглен моноксид. Значи, еве, намалено загадување на реките со отпадното масло. За домаќинството зборуваме. Значи, една прекрасна мерка со вклучување на заедницата го намалува и загадувањето и предонесува сигурно во заштедувањето на граѓаните. Добро, значи исто и Тетово, како што спомна за ВДС, имаме и ние проблеми таму со возниот парк, многу возила. Уште, значи, увозот на старите возила без еколошки стандарди, што беше дозволено од страна на владата како популистички потек, значи многу беше штетен и за Тетово. Во нивните материјали, во фактите за загадување на Македонија се обраќајте со 15% влезен. Што беше проблем во Тетово, барем да се воведе тој, да речеме, пар возење или некоја друга мерка? Нема волја. Не сакат. Значи, да кажеме не знаат, не веруваме дека не знаат, барем сме им кажале неколку пати на надлежните на општината дека треба да се направи некое решение, ама после изгледа дека не сака да го направат истото. Ние баравме и јавен превоз, нема Тетово ниту еден автобус, значи да се движат граѓаните од точка А до точка Б. Да можат да не ги користат автомобилите, значи, да имаат можност. Треба да им даваш алтернатива, да им забрануваш едно друго. Добро, и во другите градови има возила, не се возат со Тесла тие, ама сепак, значи, проблемот е многу голем што нема ни јавен превоз. И нема веќе подолго време, веќе една година ќе биде од како сме барале од општината да се воведе тој јавен превоз. И градоначалничкава секој пат ни кажува дека барала од Министерството за транспорт и врски некои 8 автобуси кои никогаш не ни дојдоа. Значи, Тетово нема јавен превоз.
Друго, ништо не е направено во смисла на гасификација на градот. Значи, не е логично во урбана средина, град голем како Тетово, граѓаните да се греат на дрво, а на нешто ќе се греат пошто зима е. Значи, нема ништо направено во тој правец, ништо озбилно не смислено или работено во тој правец. Ние исто, значи, во овој период, откако се затвори Југохром, откако се решивме од тој поголем загадувач, се фокусираме и ќе бараме и од страна на општината, и сме барале и порано, значи да има една построга контрола на малите и средните предпријатија и индустријски капацитети кои исто така загадуваат. Значи никој не ги контролира, никој не дава никакви изјави да кажуваат какви еколошки стандарди исполнуваат или не исполнуваат истите. Сме барале трајно решение за депонијата. Во влезот на градот имаме депонија. Какво решавање смисли градоначалничката, ја преименуваше во претоварна станица. Значи сега како да се решило проблемот. Да, ама тоа сепак ѓубрето е таму и гори. Се гори, значи, многу пати. Ама не е депонија, да. Баравме редовно да се чистат улиците од големата прашина и не мора со тоа не мора со тоа, значи со ЦМА, може и со чиста вода, со баш вода од реката може да се чисти, пошто прашината е многу голема. Значи улиците не се чистат. Ниту улиците не се чистат. Не се чистат. Значи ЈКП има камион од што знам од прошлиот век, значи и тој загадува колку 50 возила. Значи многу во лоша состојба. Сите овие се снимани и ние сме ги објавиле и во нашата Facebook страница и нашата веб страница за организацијата. Таму нема волја да се решаваат проблемите. Тие само сакаат да чекат што ќе се случи, што ќе биде. Значи само со притисоци треба. Уште сме барале, значи, што реков, да се воведат мерки за возилата без екостандарди, дали ќе биде пар не пар, дали ќе биде инсталација на катализатори, било што, тие треба да си најдат решенија. Наше е да бараме. Значи не е наше да градежната инвазија во Тетово се градело кој како што сакал, значи тоа треба да се стави под контрола. И значи треба да се зголемуваат зелените површини во градот. Тоа го немаме, секој барем имаме, мислам, 2 паркови, мали паркови, една кај шарената џамија, едно кај автобуската станица и значи само таму не е изградено се уште ништо. И ние бараме, значи, да се прошируваат нешто. Кога го слушам Маријанит, излегува дека во Скопје навистина е многу подобра состојбата и ако ги погледнеме овие 12 мерки кои градот ги наведе како мерки преземени за намалување на загаденоста, немаме случајно 350 дена загадени во годината во споредба со Скопје што имаше 140. Имате чисти Организирајте се тие. Значи тука се наведени краткорочни, Ана, зборуваме за Скопје, сега среднорочни и долгорочни мерки. Воведување на алтернативен градски превоз, трамвај, метро е наведена во среднорочните мерки, што е нешто што навистина би го решило проблемот, меѓутоа не гледам во догледна иднина дека тоа би можело да се случи. Во краткорочните мерки користење за обиколница за тешки товарни возила, да не ги читам. Значи дали градот Скопје барем презема, бидејќи тие навистина тврдат дека не седеле пасивни во овој период на загаденост на градот. Да, значи од минатата година единствената разлика ние што ја видовме на терен беше употребата на калциум магнезиум ацетат или на македонски не знам како го нарекоа лизгав оцет. Вистина кога одите по улица на пешачкиот се лизгате. Да, значи помеѓу 14 и 30% може да намали загадување, затоа што ги врзува частиците од прашање, тие паѓаат долу, се одмиваат со вода, барем во Скопје знам, барем пред јануари ги чистеа улиците, главните сообраќајници. Што мислите дека требаше да се направи и можеше значи, да се направи, а не се направи? Проблемот со Скопје, пак ќе кажам дека е системски. Она што се враќам малце назад, ама конкретно за Скопје. Значи, не само што урбанизацијата се направи на таков начин за да го нема струењето на воздух, значи водно, покрај Вардара е озогласената Порта Влаа и така натаму. Секоја зелена површина која на некој начин беше бафер зона, сите знаеме дека зеленилото е нешто што ќе не спаси и во лето и во зима, зашто ги намалува трошоци, барем ете така, ако ништо друго трошоците ги намалува за климатизација во лето, во зима ќе ве штити од прашината. Се тоа се
се отстрани, се исече. Центар е буквално сивило, нели, да не спомнуваме сега и за плановите во Карпош, што се случува за плановите за изграда на паркиралишта на место на зелени површини. Значи тоа системски не се размислува во правец на обнова на уништеното зеленило, ако апсолутно било неопходно да се исече, треба да се надомести. Се засадени илјадници нови садници. Да, и интересно е што градот Скопје излегува со податоци некои доста големи бројки, некои си 30.000 или нешто така садници наспроти 2000 исечени дрва. Не би се согласила дека е знак равенство младите садници преку кои се садат со акцијата Денот на дрвото. Значи, прво и основно ние не ги гледаме. Секој ден се движиме во централно градско подрачје, во околните населби. Не можеме да забележиме каде точно се насадени тие дрва и би може дека истите дрва би можеле да израснат во да кажам доволно големи за да можат да филтрираат, зашто имаше нека интересна бројка дека треба 7 дрва да посадите за да го надоместите фактот дека едно сте исекле. Душко, извинете, вас ќе ве пресмукнам сега, ќе го замолам претседателот на вашето здружение Илија Балтовски кој е тука во студиото да ни каже нешто повеќе за мерките. Микрофонот само ако сакате земете го кои што ги предлагате вие за подобрување на состојбата во Битола или за акцијата Петка за Битола. Како што Душко кажа пред малце, значи нашето постоење во за нас се работи, имаше на почеток 3 јасни некои поенти: информирање, едуцирање, активирање на граѓаните. Тоа со информирањето и едуцирањето веќе мислиме дека го донесовме ниво да зборува и цела држава, што се ПМ10 честици дури и на временска прогноза да оди. Мислиме дека тој процес е завршен и дека луѓето во голем дел се свесни. Со 5 мерки, односно Петка за Битола платформата која што ние почнавме да ја промовираме негде на 12 декември со протестниот собир кој што го организиравме. Предлагаме 5 најитни мерки кои што ние не ги измисливме, туку тие мерки се кажуваат уназад во сите претходни дали власти, дали партии, сегде се нуделе како некако решение, меѓутоа како што и досега слушнавме дека имплементација нема. Тие 5 мерки, иако слушаме сега дека прскањето со улиците кој што се одвиваше во Тетово и во Скопје, во Битола го немавме, беше од тие 5 мерки беше таа една мерка. Потоа режим на сообраќајето, она што го повторно го кажуваме. Пар, не пар. Има во Битола за среќа имаме јавен превоз. Од кога памтам за Битола има јавен превоз, меѓутоа она што е трагично, автобусите кои што се сообраќаат во градот, кои што имаат јавен превоз, не знам какви стандарди, реално не знам да ви кажам какви стандарди, меѓутоа ако во Скопје можат 300 автобуси да се носат, не знам дали се задоволени стандардите на овие нови автобуси. Не велат дека не. Во Битола 10 автобуси би биле доволни. Сигурно се подобри од тие во Битола, што јас сум сигурен дека е така. Значи тоа би било трета мерка, тие се мерки кои што можат многу брзо да се спроведат со одлуки на Совет на општина Битола, а другите 2 мерки ги предлагавме како некоја долгорочна за наредната зимска сезона. Односно предлагавме сите јавни установи, судови, болници кои што се топлат на мазут, со горувањето да почне да биде некако на газ, да се вложи во таа, да се субвенционира некако долгорочно решение да се направи. Да се направи за решение. И субвенционирање на дел од граѓаните за плаќањето на сметките за електрична енергија. Затоа што Битола е во близина на термоцентрала која што 70% од потребите на струја ги задоволува на Македонија. Значи сега е вистинскиот момент да се слушнат овие предлози за да се направи нешто пред наредната сезона на загадување, односно пред есента и зимата. Мораме да одиме на следно прашање. Ни изминува времето за емисијата. Светлана Селјановска, Блиц одговори. Добро вечер на говорниците. Јас сум од Тетова. Градот кај што не само што дишеме, него гледаме што дишеме и вкусуваме што дишеме. Она што веќе многу време е дискутирано се кои се фактори и кои се причинители. Меѓутоа, она што е многу малце дискутирано е кои се ефектите. И
Јас како граѓанин навистина сакам да знам дали и колку државните институции ви даваат податоци со кои што ќе може да се утврдат ефектите на загадувањата во Тетово врз граѓаните. Тетово? Тоа, мислам дека веќе одговоривме на тие прашања, колку се отворени надлежните или државните институции за давање на такви ова е информации. конкретно ефектите на влијанието на загадувањето врз граѓаните. Па, сте побарале некогаш? Сме барале многу пати. Секогаш ќе не стават на некој лабиринт на закони, на процедури, треба таму, треба вамо. Значи, никогаш не се дава нешто јасно и гласно кои се ефектите. Сепак, значи, од Министерството ни кажуваат дека треба да се направат некои студии по кои ќе се знае што е, каков ефектот и колкав е. По некои студии преземани од Хрватска и од Кина, значи таму се кажува дека од загадувањето или од PM10 частичките, кој е нашиот најголем проблем, има многу проблеми во здравјето. Значи, нашиот организам не разликува од организмот на Марија, дали може да се надеваме министерот за животна средина во отчетот за 2015 година го спомна тоа што го кажавме овде, значи како што е тоа што го работило Министерството, работи на план за квалитет на воздух за Скопје и краткорочни акцијски планови за Скопје и Тетово. Готови во април. Може ли да се надеваме дека во април кога ќе се дојде до тие податоци што ги загадува овие градови, навистина нешто конкретно ќе се преземе, а и ќе одговори на прашањето на нашата сураѓа? Сакаме да се надеваме и да веруваме, ама тешко е да се верува на нив. Значи, многу пати не излажа така, ќе биде овој месец, ќе биде друг месец. Сакаме и ние, значи, да се решава овој проблем и да знаеме што точно и како. Значи, ние како активисти трошиме не само наше време, наша сила, наши пари, све, значи, и ние сакаме да се решава што поскоро овој проблем. Ама и сакаме, навистина сакаме многу да веруваме и да се надеваме дека ќе биде нешто овој пат, барем. Можам само да кажам, значи, вклучувајќи го Тетово и за Битола, проблем во Битола не постоел, односно се создал. Проблемот некој го создал, дали намерно или не знам. Зошто тоа го велам? Затоа што, согласно она што го праша девојката од публика, во Битола буквално се знае како ќе влијае конкретно справувањето на рек Битола со имплементирањето на нивните стандарди врз здравјето на луѓето. Ние бевме и во Костолац во Република Србија, бевме и во Аминтио, бевме и во Кожани. Искуствата кои веќе некој ги применил, да видиме како тоа ќе влијае на здравјето на граѓаните. И видовме дека со една мала мерка, тоа е можеби долгорочен процес, но мала мерка за постојачките капацитети, спроведување на топлификацијата, на 12 километри сме од рек Битола, во Битола до 34% ќе го намали загадувањето на воздухот само со спроведување на топлификацијата во Битола. Тоа значи дека граѓаните нема да користат отпадни материјали, како што рече, и дрва исто така за загревање на своите домови, туку ќе користат онаа енергија која ќе ја добива топлотна од рек Битола. Што тоа значи? Тоа значи дека ќе се зголеми стандардот на граѓаните, значи нема да трошат огрев, значи дека нема да се сечат шумите за огрев на граѓаните, значи дека социјалниот момент ќе биде подигнат на граѓаните и оние кои заслужуваат ќе имат и некакви субвенции во тој поглед. Значи ќе плаќат многу малку загревање на своите домови, бидејќи ние како здружение во 2014 година само иницијативно донесовме мобилна станица во општина Битола која го мереше загадувањето на воздухот и направивме хемиска анализа и се покажа дека особено во зимскиот период воздухот во Битола е загаден и заради загревање на домаќинствата, не соодветно загревање. Тоа значи дека со еден чекор ќе направат, ќе решат два проблеми. Сања Георгиевска, следна поставува прашање. Се залагавте за јавна расправа во собранието, која не ја видовме. Може ли да ни кажете што се случи? И второто прашање ми е дали наидувате на поддршка од локални институции и од граѓаните? И доколку наидувате, дали сте задоволни од истата? Ние ја поднесовме таа иницијатива заедно со Лани во 2014 во 2014 чина во декември месец. 2013. Проблемот беше за Собраниската седница. За Собраниската седница, да. Проблемот беше што добивме веднаш одбивање дека тоа не е можно да се случи, барем не во такви политички кризи и така натаму. Ето со образложение дека тоа не е некој приоритет за кој треба да се решава веројатно, иако повторно ние упативме барање за предлог за собраниска расправа и сметам дека она што веројатно сите ќе го констатираат после оваа емисија, дека се е буквално како во нордиските земји на хартија, но никој нема желба тоа
спроведе во... Ана, што очекувавте од оваа собраниска расправа? Значи, тогаш првиот пат кога ја поднесовме беше во смисол на ефектите по човековото здравје од загадувањето и го проширивме загадувањето. Не сакавме да алудираме дали станува збор за термоелектрани или понатаму. Сега постапката која тече, значи во моментот една година потоа, група од 15 пратеници поднесоа повторно барање за надзорна расправа и мислам дека се пак заглавени во тој, да кажам, лавиринт на собранието со, според мене, погрешни толкувања на законот, каде што вели дека, односно на постапките во собранието, каде што всушност доколку 15 пратеници поднесат барање, председателот собранието би требало да ја овозможи. И во некакви идеални услови би се отворила таа расправа и би се дале задачи на владата. Надзорната расправа би требало да даде одговор дали нашите владени институции го спроведувале законот доследно. Да. И согласно тоа, бидејќи собранието има таквата улога да го провери тоа, согласно тоа треба да има одредени препораки и заклучоци после тоа, значи да се види каде да се подобри, каде да се стави акцентот. Мене лично, значи собранието би требало да е таков орган кој би можело такво нешто да прави, затоа што тоа му е работа. Ама зошто собранието чувствува дека не треба да ја контролира власта, тоа е исто големо прашање. Сега на последните неколку јавни расправи по различни прашања, не само ова, слушаме пратеници кои се жалат дека тие не чувствуваат дека темите се дискутираат доволно во собранието. Еве, ние отворено веќе постојано бараме и јавни расправи по други прашања и очекуваме дека собранието е место каде што тие дискусии треба да се случат. Има ли шанса уште да се закаже таа седница? Одговорено е дека нема? До 24 февруари, јас мислам тешко. Не знам какви притисоци ќе постојат внатре во... Како датум за распуштање тоа... Да, и тоа е на 20 февруари ќе го дознаеме. Така што се е неизвестно и интензивни се случувањата во политичката област. Или на Димовска следна постава прашање. Добра вечер и од мене. Поради тоа што секојдневно сме сведоци на уништувањето на урбаното зеленило, каде вие ја гледате улогата на еколошките организации во донесувањето и спроведувањето на закон за заштита на урбаното зеленило? Добро. Нема сакаш да искоментираш, па јас би те надополнила. Само многу укусо. Имаме уште 4 минути. Значи, тоа што се случува со зеленилото во градовите, во општините, навистина на жална слика, со коментар дека се садат не знам колку илјади или милиони дрвца, се исече се што постоеше, барем ја што го знам во, например, во центар и во други делови на Скопје. Во Велес состојбата може би е нешто подобра, меѓутоа и таму доста делови од градот зеленото го изгубија. Како да се запре губењето на зеленилото, на зелените површини не само во Скопје, и во Велес, во македонските градови? Што преземате со Семакус? Наша надлежност во оваа тема не постои, односно ние можеме само да го поддржиме и да го бараме законот за јавно зеленило, а одговорноста и конкретните мерки кои што треба да ги преземат се надлежни институции кои што за жал досега не покажуваат интерес да ова зеленило се зачува. Една реченица. Насока само една реченица, ние како Сдружение за нас работи имаме само една мерка која сакаме да се преземе. Надлежните во оваа држава да знаат дека Министерството за животна средина се вика Министерство за животна средина и просторно планирање. Тука спаѓа и зеленилото, така да ако не знаат да ги потсетиме дека нивна надлежност е не само да ја заштити животна средина, туку и просторот да го планираат. Ако сака да имаме Европа, така како што се почитува зеленилото во Швајцарија или во Германија, треба да се имплементира тој закон кај нас и тогаш се ќе биде во ред. Аријанити Ана, екологистите од оваа држава на 28 декември се собраа, направија еден голем протест пред владата и рекоа доколку итните мерки не се усвојат, не се спроведат, не се почне барем да се работи на нив, на 15 јануари ќе се изрази револтот преку блокирање на влезови во најзагадените градови. Блокади на 15 јануари не се случија. Дали имате во план обединување на еколошките организации, притисок
за да се поместат работите од мртвата Како точка? прво, рокот за исполнување на тие барања беше на 15, не беше датумот на блокадата. Значи, ако ќе има блокади, сигурно ќе ве известуваме навремено. Има Ама разговори... помина и тој рок, нели? Да, за исполнување помина, на значи, за барањата. исполнување од страна на владата. Не беше тој рок, значи кога ќе бидат, кога ќе почнуваат Добро, на блокадите. 1 февруари зборуваме, со 15 дена поминат рок. Со Дали ќе има 15 дена. притисок? Да, притисок мора да има. Значи притисок мора да има кон една не само влада, него и министерство која функционира како да е невладина организација со препораки и со такви глупости, значи. Тие ја имат и силата и надлежноста да ги решаваат проблемите, но не сакат истото да го направат. И затоа Конкретно дали имате нешто да најавите како подигање на гласот за овој проблем? Да, значи иницијативите од Скопје и Тетово, додуше и Битола беа вклучени во целата во протестот. Имаат сет на барања и на итни мерки кои уште еднаш кога ги прочистивме ги направивме малку по-прифатливи и за општата јавност, за да може да разбере што всушност бараме. Тие треба истите да се достават официјално до министерот, иако веруваме дека веќе ги знае. Она што е сега дискусијата е начинот на притисокот. Значи сега нема да кажам јас точно како ќе биде Бидејќи уште еднаш ќе речам, сега е времето да се добие барем некакво ветување дека наредната сезона нема да не снајдат овие вредности на загаден воздух. Ние интензивно работиме на таа тема, не само на овој имплементацијата, туку и носење на нешто на практични решенија кои реално ќе решат состојбата. За нас е многу јасно ако граѓаните сакаат да им се врати ова, 30 тони прашина на ден, значи нека спават. Иначе треба да реагира. Значи ова е за Тетово. 30 тона прашина дневно ни пушташе Југором кога работеше и тоа е значи според договорот што го имат тие со министерството и со тоа намаленото значи капацитетот за 50%. Реакции мора да има и граѓаните мора тоа да го разберат. Значи ако сега сме на 40% помалку загадување, ако сака тоа да ни се врати пак, тогаш ќе треба да преспиеме. Иначе граѓанскиот активизам е од исклучително значење особено на вакви теми. Тоа не погаѓа сите. Граѓаните од Белес, уште еднаш ќе повторам, не дозволија отварање нова топилница после Голготата што ја помина. Граѓаните во Битола не дозволија продолжба на офицерскиот дом Деновиве. Тоа е една нова информација која ја имаме од Деновиве. Значи битен е обединет настап за да се постигне нешто што ќе биде во корист на сите жители на оваа држава. Меѓутоа, помага кога популарните сограѓани, на така да ги наречам кризните подречја, ќе дадат поддршка. Едно од нив е Каролина Гочева. Позади мене би требало да се гледа Тумбекафе. Затоа, Петка запикала. Зошто ја пуштивме Каролина Гочева на крајот оваа емисија, за да биде сосема јасно дека не се работи за политичко прашање, се работи за загарантирано право на чист воздух на секој граѓанин во оваа држава, право кое на граѓаните во Македонија мора да им биде обезбедено. Јас ви благодарам многу за учеството во вечерашната дебата, толку ни е времето и вас, почитувани граѓани, што бевте вечера во студиото на Отворено. До видување до следниот понеделник.